писанија. Веќе неколку пати се состануваме. Сдружението е со ентузијазам основано, со цел да се помогне на нашите писатели од областа на медицината. Ева, ова е втора работилница, која е организирана по повод денот на Open Access, значи на отворен пристап. И е два дена добивам само мејлови од Иви, од Томсон Ройтер, од не знам сите кај што сум пишувала и апелирала. Честитки за неделата на отворен пристап. Во тој контекст е терминот избран за да бидеме и ние во тек на славењето на овој Open Access Week. Денеска имаме задоволство да чуеме неколку предавачи, благодарение на кои воопшто функционираме како сдружение. Значи, професорот Милко Спировски ќе збори за стандарди за академски електронски списања. Потоа ќе имаме системи за отворено списание, госпоѓа Марија Георгиевска, тачно. Потоа улоги на менеджер на списание во системи за отворено списание, професорот Зоран Здравковски. Улоги на уредник на списание во системи отворено списание, професорот Владимир Трајковски. После сите предавања поканети се за прашања, за дискусии, за сугестии, бидејќи сдружението е така концепирано да биде другарски, без устезање. Да кажам дека Силвана се потруди сите да ни достави пристапници и живосметки на одговорните уредници и заменик уредници, за да си подмират фии, она што се вика. Исто така да ви кажам дека се уште не сме ги изработиле сертификатите за присуство, заради тоа што чекаме извршен одбор да дозволи логото на Македонска академија да се користи. Инак, би можеле сертификати веднаш да ви напечатиме, меѓутоа без тоа лого, знаете, во земјава постојат некои правила и ние не смееме логото на академија да го ставиме ако не го дозволи извршенот одбор. Имаме мало доцнање во тој редослед на активности, бидејќи се прославува секој имен, па имаме 50 години на Мају, така доста беше нашиот извршен одбор западен. За да не губам време, го најавувам првиот предавач, професор Милко Спировски, на кој што уште еднаш му благодарам на него професор